Кажете. Може? Добар ден на сите. Денешниот прес ќе биде тема обид за згаснување на синдикат во Министерството за внатрешни работи. Почитувани членови на Синдикат на полиција во Македонија, почитувани представници на медиумите. Уште на самиот почеток нагласивме дека акцентот на синдикалната борба ќе ги оставиме на започнување на синдикалната борба со непрофесионализмот во полицијата, крај на вознемирувањето на работниците и стоп за незаконските распоредувања. На ден 9.9.2020 година, пред самиот влез на Министерството за внатрешни работи, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски излезе на пресконференција и гордо изјави: со сите вработени да предонесеме за доверба на граѓаните. Доаѓа време на ред, правда и дисциплина. Законите се донесени, сега е време за нивно спроведување. Следува период на европеизација на нашата татковина. Како влада се обврзуваме за изградба на способна држава со силни институции кои што ќе гарантираат ред и владење на правото. Добрите резултати на полицијата доаѓаат со мотивирани полициски службеници кои постојано ги подобруваме и ќе им ги подобруваме условията за работа, набавка на нови униформи. Сега ќе зборувам и ќе се обратам пред вработените на Министерството за внатрешни работи. За каква доверба, ред, правда, дисциплина, европеизација, владење на правото, добри резултати, подобри услови за работа и набавка на нови униформи говорите, министре? Кој воопшто ви ги пишува текстовите од редот на вашите советници за да излезете дека самоуверено пред медиумите и јавноста? Дали верувате дека сето тоа што го говорите е навистина така? Дали знаете дека сега, како никогаш во минатото, полицаецот не бил толку уплашен и понижен како што е сега? Овие неколку години од вашето владење во Министерството за внатрешни работи, пред јавноста на социјалните мрежи, постојано се фалите дека во МВР владее правото, дека се работи по закон, дека се во МВР функционира како што треба и така натаму и така натаму. Но дали е тоа навистина така и дали владење на правото има во МВР? Ја труете секоја мисла која не се согласува со вашиот непрофесионализам. Правите притисок врз критиката, напаѓате бескрупулозно со сета артилерија и за жал на тој начин генерално ја оплескавте. Зошто толку го мразите Синдикат на полиција во Македонија? Затоа што во лице ви ја кажуваме и ќе продолжиме да ви кажуваме вистината дека во МВР и во Министерството за внатрешни работи не тече мед и млеко, онака како што сакате вие да прикажете пред јавност. Состојбата е далеку од таа што вие ја прикажувате, може и самиот веќе знаете, убедени сме во тоа. Но за ова и за многу побитни теми што ги задираат интересите на вработените во Министерството за внатрешни работи понатаму, денес сме тука за друго. Денес ќе зборуваме за обидот од ваша страна целосно да се згасне Синдикат на полиција во Македонија, а за партнер да си го оставите само Македонскиот полициски синдикат. Синдикат што освен со вас знае да се шета кога се фалите, дека сте реконструирале некој објект, друго и не ни знае да работи. Ама битно е тука, е до вас и не отстапува до тоа. Денес сакаме да ја запознаеме целата македонска јавност, сите државни институции во Македонија и владата во Македонија, дека на само првиот ден од вашето доаѓање на позицијата министер за внатрешни работи донесовте незаконско известување со кое се забранува сопирање на синдикална членарина за членовите на Синдикат во полиција на Македонија. Договор за синдикална членарина потпишан помеѓу претходниот министер за внатрешни работи Наке Чулев и Синдикат на полиција во Македонија. Со кое право, министер Оливер Спасовски, се ставате пред членот 11 од Европската конвенција за заштита на човековите права, каде секој човек има право да основа синдикати и да им се придржува на синдикатите за заштита на своите интереси, како и членот 23 од Универзалната декларација за правата на човекот? Со кое право се ставате над Уставот на Република Македонија, член 37, каде вели дека граѓаните имаат право да основаат синдикати заради остварување на своите економски и социјални права? Со кое право вие сте на членот 184 од Законот за работни односи, на членот 186 од Законот за работни односи, кој вели дека активностите на синдикат и на нивниот представник не може да се ограничи со акт на работодавецот, ако тоа е во согласност со закон? Доколку го немате прочитано, видете го и членот 35 од Општиот колективен договор за вработените во јавниот сектор, каде е предвидено
дека работодавачот е должен да создаде услови за извршување на активностите на синдикатот во врска со заштита на правата на работниците од работниот однос, утврдени со закон и колективниот договор. Зошто и од кои причини ја укинувате членарината на СПМ? Дали ова значи вовед во еден тоталитарен режим на владење? На почетокот, токму од вашите партнери, Македонскиот полициски синдикат, бевме обвинети на пресконференција во содејство со Сојузот на синдикатите и нивниот председател за растурање и целосно контролирање на синдикализмот во МВР. Но од денешна гледна точка, се повеќе сме свесни дека целта на некого, односно лично од вас како министер, е растурање или целосно контролирање на синдикатот на полиција во Македонија, во Министерството за внатрешни работи. Кога ќе почнете да спроведувате паролата владење на правото, господине министер? Па нели тоа е ваша парола? Како со непочитување на правото се стремите да одите во Европа? Едно да запомните, полицијата е образот на една држава. За да се врати достоинството во Министерството за внатрешни работи, треба да се отпочне со процес во кој полициските службеници кои професионално си ја вршат работата ќе бидат третирани како професионалци. Време е политичките влијанија во МВР да сопрат, време е секој во МВР да си го пронајде своето место таму каде што заслужува. Ништо нема да не поколеба во намерата современата борба да ја водиме достоинствено и во истата ќе ги употребиме сите механизми да го сочуваме професионализмот во полицијата. Почитувани вработени, членови на синдикат на полиција во Македонија, нека не ве плаши фактот дека се сочуваме и бориме со најтежок облик на делување на структури, кои освен да го уништат синдикалното движење, друго ништо и не работат. Ние сме решени по секоја цена и не се предаваме. Борбата за подобри права продолжува. Со таа цел, денес, од тука, пред владата, го повикуваме премиерот на владата, Зоран Заев, вице-премиерот за борба против корупција, Љупчо Николовски, народниот правобранител, Државниот инспекторат за труд и сите останати институции во Македонија да преземат мерки и да се исправи оваа неправда што е извршена со цел згаснување на синдикалното движење во Македонија. Ги повикувам и синдикатите рамо до нас да застанат и понатаму да не стане ова пракса во Македонија. Правда во Македонија ќе има, владење на правото ќе има, без разлика на тоа што на некого тоа не му одговара. Синдикат на полиција ќе работи трансparentно и во реално време, согледувајќи ги сите неправилности, благовремено ќе реагира, известувајќи јавноста и сите надлежни домашни и меѓународни институции. Ви благодарам. Дали ви треба објаснување од МВР за овој потек? Значи, во врска со овој потек добивме едно смешно известување, каде што министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на само првиот ден после неговото назначување и доаѓање на позицијата министер го има изготвено. Да стане појасно на јавноста, значи договор што е склучен помеѓу синдикат и по Министерство за внатрешни работи, доколку е правно неважечки, може да се раскине единствено само преку надлежните судски инстанции. Не може со обично известување на договорот, односно што е потпишан за синдикална членарина да биде пречка за остварување на синдикална членарина понатаму и да биде пречка за остварување понатаму. Значи со ова министерот Спасовски сака да не замолчи, да продолжиме да почне да кажува дека во Министерството за внатрешни работи тече мед и млеко, онака како што сака да прикаже пред јавноста, пред вас преку медиумите, иако состојбата моментално во Министерството за внатрешни работи е далеку поразлична од таа што он сака да ја прикаже, и уште една работа што е многу битна и многу јасна. Самите знаете како медиуми дека моментално дека полицискиот службеник никогаш, како што е до сега, никогаш не бил поиспашен моментално како од претходно. Значи никогаш полицискиот службеник довербата, достоинството, интегритетот не бил згазен како што моментално му згазан сега. И самите вие знаете дека моментално дека повеќе од 60 припадници на специјалните единици, може би бројката е поголема, немаме точно таа бројка, може би стотици, не е битно. Значи се разместени, да гледате дека се разместени да фарбаат куќарки, да обезбедуваат куќарки, да полираат, имаше наслов во медиумите да полираат возила и така натаму. И замислете, сето тоа остана толку незабележливо. Зошто? Затоа што стравот моментално како што е наметнат кај колегите никош не е бил порано таков моментално. Тоа е срамот. И тоа мора да се промени во дни. Сега ако сакате само генералниот секретар сака уште една кратка изјава да даде. Момци, како сте, добри сте?